Чак! Добро вечер, од мене Сергеј Варошлија во уште едно издание на Сергеј Reinvented. Добродојдовте во делот Индустријата за убавина. Како што веќе знаете, во овој дел разговараме за производите за убавина, за нега, на лице, на тело, мејкап, коса, сето она што го имаме премногу. Дали вредат скапите производи, дали вредат драгстор производите, кои со каков квалитет? Ке видиме тука. Денеска земав да ги анализирам едни од најпродаваните и најбараните мејкап алатки. Тоа е всушност коректорот за подочи. Сите имаме некако вид на подочници, заради тоа што е тоа природен дел од анатомијата на лицето. Очите се во дупката на черепот и не може да немате подочници. Некој има депигментација, некој има кеси, некои се коригираат, а некои хируршки само се отстрануваат. Меѓутоа ќе видиме денеска што имаме од производи. Како што реков, тестиравме коректори за подочници. На ова прекрасна девојка, што ја гледате на екраните, имав прилика да тестирам два коректора. Едниот е на брендот Rimmel. Дефинитивно него е драгстор производ со просечна цена. Коректорот на Rimmel. Пакувањево тенекија El Cheapo. Производот внатре, според рейтинзите, висок, според мене и моето искуство со Симона, тешка глупост. Не го бива, утуткува. Вика дека лесно се блендирал, бил кремав. Кремав е, се блендира, ништо не покрива. Никола, ова да не го даваш на девојка ти да го става, затоа што ова утуткува и ова пуф. Вториот е од брендот Maybelline. Има добиено награди од високи награди од индустријата за убавина. Се покажува одличен во пракса, на лице место можете да видите дека многу подобро функционира, лесно се размачкува, има еден radiant, природен изглед, нема голема покривност, меѓутоа има доволна. Од овие два производа, ова е дефинитивно мојот фаворит, добитник, заради тоа што ја врши функцијата на коригирање. Збориме за коригирање, не збориме за хирургија, не збориме дека треба се окречени и обелени. Тој дел од очите, подкапаците, надкапаците треба да е благо осветлен, а не да сте тапацирани со гипс, не да сте утуткани со кал и со 300 кила на пудра, па после да бидете шушбоја, джигеросани или да не дај Боже, како да сте се успокоиле. Дојдовте во делот за мода. In, out и модни катастрофи следуваат нормално. Минатата емисија зборев за модната куќа Balenciaga. Колку се кул, колку прават кул ствари, колку се популарни меѓу младите, скап бренд, исклучително скап, меѓутоа со посебна и различна естетика, а всушност мене тоа ми се допаѓа кога нешто е различно и не е досадно. Али, драги гледачи, оваа модна катастрофа, колаборацијата Balenciaga со Crocs, ја не можам да преживам. Поготово црни би направиле, па розеви, розеткиве за кого? А зелениве се само за Фиона на Шрек. Значи, ужас. По мене, по дефолт, погрозно нешто од Крокс не се појавило на модна сцена или во индустријата, а уште погрозна, грозна ми е. Значи, тоа ми е фуј. Ми е соработката на Balenciaga со Крокс. Кој звони? Молим. Нормално дека не. Она е преаиконик и прекул за да сака ваква глупост. Ова е тешка глупост што кошта уште повише. Тука е целата бизарност. Што имаме следно што се случува во свет? До нескорашно премиерата на Eternals. И она се појави. И се појави Shutdown се случи. Филмот уште не знаеме како. Али она се појави совршено. Првата премиера у Лос Анџелес, креација на Балман. Ја не сум фан на оваа каки боја, ќе ја кажам, али кај Анџелина
стои се тоа перфектно. Поготово, највеќе внимание ми одзема, еве како што може да видите. Гледајте го накитот на уста. Гледајте ги аксесуарите, си го прават своето во целиот овој изглед. Погледнете. Погледнете го тој прстен на устата и на брадата. Погледнете ги алките. Се е у деталите на тоа лице. Многу сакам ја таква една си направам, што ќе си направам од конзерва Кока-кола, вие гарант ќе си направите нешто такво од лимне кој ќе сечете или некоја закачалка ќе вржете, ама ја ќе си направам боле. Следно. I don't know where you are, but I love you too. Не знае кај сум, ме сака, ја сакам незе. Ајде! Статуа. Биста. Втората премиера на Eternals у Рим. Креација на Версаче на Донателла. Готово. Shut down. Оваа фигура, луѓе, женава да не прозбори, јас ке мислам дека е нереална, искрено ви кажам. Не е нормално оваа восочна фигура. Перфектен фустан, немам зборови. Имам само тука за фалење. Чекај да видиме. Па погледнете. Па кога ќе ти се насме, некако животче, душичка ти доаѓа, некако така ти е убавко, ама во исто време ти е страх, некако страх те фаќа, пошто е многу нереална. Ама. Ја го сеќам. Како да ми доаѓа? Како да ми доаѓа? Зошто ми доаѓа? Зошто ми доаѓаш? Ај, стои си тука да не ми урочуваш, само те молам. Те молам, не ми урочувај. Пошто не можам да го преживеам. Седи тука мирна, не можам да го преживеам моментот со лошиот екстеншн на Анџелина. Да сум на место на Анџелина, нема да ми доаѓам тука, рамо да ме плаши, него чешларката и фризерката што ги наместила екстензиите вака дрпнато, со линија, на таа совршена линија, на тоа лице, вакви дрпнати екстензии. Цел свет, цел Твитер, дури се фокусира во одреден момент на лошата надградба на Анџелина. У 21 век Бритни нема толку дрпната надградба, колку што на Анџелина е лоша. Те молам, лоша ти е надградбата. Не ме кълни, ме урочува, драги гледачи. Па те фалам, те сакам, ти ја дрпнале на чешларката, кажи и нека променја чешларката, сечи ги рацете, одби од конорарот, менја чешларка, не става екстензии, не сме да си го дозволува. Али ова е знак дека и на најдобрите може да им се случи грешка. Покрај што се совршени. Што имаме следно? Третата премиера на Eternals. Сите изгледи ми се омилени, поготово третиот, креација на Валентино, оверсайз машки смокинг, бела кошула, црна волуменозна сукња, фала Богу ги нема екстензиите, совршен мејкап, совршено изгледа, како што може да приметите, буквално нема мана, не за џабе е најголемата холивудска звезда и е најплатениот женски актер што до сега постои. Сега. Се тргнали оваа? Кој иде? Ало? Ида модни катастрофи. Дојдовме во делот за модни катастрофи, кај што се сите дрпнати, шушнати се, настегани се, сака да бидат манекенки. Сака да бидат модели, сака да бидат битни, гледајте ме, чудејте се. Ама се бунгурки у фаца, поготово вие што имам да ви ги покажам, се многу катастрофа со многу лоша естетика. За ваквите, нашето Министерство за мода под одсек модни катастрофи, што направи? Имаме вакцини за невкус. За вакви дрпнати, невкусни, невакцинирани, ние, нашето Министерство под одсек модни катастрофи, даваме 3 дози. Една жолта, една плава доза и една зелена доза. Сите 3 ги даваме одеднашка, не мора да чекате 3 недели, ќе бидете одма вакцинирани. И не е дека ќе имате вкус, не е ова за да имате вкус. Ова е за да сватите да се откажете од мода. Дека едноставно не треба да се бавите со мода. Како вика Ана Винтур, не ја разбира секој модата и не е секој за мода и жената е апсолутно право.
вакциниве се за тие и да видиме што имаме. Ми доаѓа ја да се ркнам. Драги гледачи. Strike a pose. Bitch. Those eyebrows. Шестар веѓа. Мора да се зумира, драги гледачи. Толку лош мейкап. Ноктите. Ама е нешто. Како да земала воздух. Тука се настегала. Ке срушам нешто. Од чак позиција. Не ме научија, никој не ме научи ваква чак позиција да направам со вакво пластично сандалче. Сандалче, драги гледачи, пластично. И па е радиоактивно. Не е дека треба да носите скапи чевли. Не, ама вакво пластично сандалче од тука мирише. Мирише на пети. А халинчево со циркончиња и штрасе оде. Абе, по-тренд нема, од Хурем Султан пердето, ама пердето джитнато од Хурем Султан. Тоа перде. Пердето што го дава на робинките, на тргачките, што им го дава, им рекла ова да го фрлите, а они, пошто е Хурем Султанско перде, водеме од Хурем Султан, они едно 5 века го чувале пердето и направиле нова фустан, дрпнат, со шлиц, готово да биде. Она е мис. Она е, драги гледачи, мис. Каков мис? Мис на што? Мис на Норт Македонија. Ти не може да бидеш мис на ништо до работа. Со тебе врне, еве громови на душа да сака да не можеш да бидеш никаков мис. Али битно ја држи косата, сака да има коса ала Дженифер Лопес, тракава, картонска. Халинче со врвки. Мис. Ау, настегала се у чак поза. Леле, драги гледачи. Леле, драги гледачи. Леле, драги... Молим! Аман се деси хаварија. Не, да, знам. Мис Лоби. Мис Промаја. Она е мис Промаја, драги гледачи. Драги гледачи. Она е мис Промаја. Она е стварно мис Промаја. Не ми е добро. Никола. Мис Промаја. Мислам дека ќе ми треба нешто освежување. Кажи, Никола, мис Промаја у ходник се укочила. Ушинала се. Диклофенаки препишале, коси мокри локни, купачиов од мокри леопарди, некои дрпнати, раце на струк, зелени ногти, али битно раце на струкче. Мора да се има раце на струкче и доле нормално и зелен лак на ногти. Ова е некоја роднина на Фиона на Шрек да не е. Ау, драги гледачи, нешто ми се прислуши. Никола! Кажу да умеш да се напиеваш, у кафани чашу да разбиеш знаш. Магушина, таква мама хочу ја. А зашо е трепната? Молим. Били го бараш? Не ти го давам. Не може. Кој ќе му купиш камера како твојата што те снимаат на Малефисент тројка телевизор да ти сними, тогаш. Али на оваја, све треба да се фрли у ѓубре, со се круната дрпната, со се букетот, со се халинчето, немај телефонов батерија зиз, не ќе више да работи ни тој. Многу, и па е трепнат. Ох, не ми е добро. Не е добро, Никола! Никола! Еве еден светски модел. Еве еден светски модел со линија, чисто така да разбиеме, да исплакнеме малку очи од онаа утутканост со лош фотошоп. Па
ако си веќе модел и сакаш да се бавиш со мода и да правиш чак пози, да клекнеш, да се сликаш, да мафташ со коси, девојко, направи го како што треба, изгледај добро. Нема ве поздрави Синди Бруна. Како е ова? Како девојчево? Ви се бендисуе? Мене многу. Малку ми е подобро, пошто Никола го нема. Видете ја Синди Бруна, драги гледачи. Видете. И фучи, на Синди и фучи. Никола сега од Синди не ми е добро. Змај, Никола Змај жена се појави. Никола! Ајде да продолжиме понатака. Леле, ова е мисица. И ова е дрпната мисица. Драги гледачи, па не ми се верува, она ја држи круната поносно, таа пластика. Не, оваа естетика стварно не проаѓа. Ама затоа вилица вадење мисицава, мисицава вадење вилица, Џони Браво, еј, драги гледачи. Џони Браво вадење вилица мисица, ама искача од базен. И го стегала стругот у Фотошоп, у водата дупка направила, драги гледачи, од Фотошоп. Ох, каде со оваа естетика, леле, овде се ја држи круната, ветер да не ја однесе. Овде ураган ќе ја фати. И те ураган да ја фати. Кој? Молим! Да! Ајде! Дрпната си, со тие фустанчиња, овие робички, круната си ја држи, фаца префотошопирана, Џони Браво. Тие веги, шестар, веги, екстензии, се е лошо, многу. Леле. Не можам. Не можам. И позичево, и костимчево, и све овде, драги гледачи, дрпнато кај девојчево. А она напишала дека добила без national костум. Па од која нација си, девојко? Девојко, од која нација дојде ти? Што ти е ова национален костум? Ни на очари за чоро, ке си ги ставамо вие, ни ништо. Од која нација, девојко, дојде ти, што си стави national костум? Која нација го има овој костум? Ако ја представуваш нашата нација, ние немаме ваков национален костум. И мене не ми е јасно зошто ти даден, или тие не знаат од која нација доаѓаш, или доаѓаш од нација непознато потекло. И плюс дрпнато и утуткано. Е па толку, готово. Крај за денеска за модните катастрофи. Јас малку ќе да си дојдам на себе, па се гледаме у едно наредно издание. Чак! Добре дојдовте во плакарот на Кека. Денеска Кека добила информација од Космос дека сака да биде J-Lo Big Booty, демек е тверка, а видете каква е коклечка, јако скакулец. Значи не се знае кој посув, кој е пострашен. Мре, ја да не сум кокоњокрадец у моментов. Е сега, што ќе видиме? Што ни треба за еден класичен, препознатлив J-Lo лук? Ни треба добар jumpsuit, ни треба некоја фора мантилче, ни требаат добри чевли, ни треба добар шешир. И сега да видиме што ќе се случи. Еве, а Кека се стори J-Lo. Jumpsuit, луксузни, Кристијан Лабутан, Джени многу сака, пао! Полутранспарентен мантил од Animal Print, невистински нормално, златни лана, значи босана, J-Lo си сака така малку блинг-блинг, и добра шешир капа, која што некогаш може да носи, а некогаш и не мора да ја носи. Тоа е некој basic изглед. О, жено, Кармин, немаш, обаксуске една си се размацала, со кого ли си се целивала? Што си ваква, чек. Така. Оној Бен Афлеко ке те види, да му биде готово, да му фучи. Пошто ти мачкаш само olive oil, нели ти no botox, only olive oil for your beauty, жити се 50 години, olive oil мачкаш, како па да не. Топ си! Ете ја.
Тоа е тој класичен J.Lo лук. Како од овој jumpsuit може да му додадете еден модерен тач да направиме J.Lo урбана. Не е дека J.Lo не е урбана, меѓутоа да излеземе малку од оваа класика на високи подпетици. Кека се стори девојка from basic J.Lo look, одевме на малку по урбана варијанта. Texas со апликации, добри Nike патики, останува истиот jumpsuit. Меѓутоа, што ќе се случи ако го имате само jumpsuitот? Што се случува ако го имате само овој jumpsuit? Не можете да се снајдете со Texas јакна или како иде од претходните комбинации. Значи, не знам што да правите. Чек, леле овој заспал. Никола! Никола! Дај тоа кебето! Заспал! Сек, види го истуткал, го натискал го. Во. Джени се смее. Тоа е. Сега ќе ви покажам што. У суштина, односно во основа, имаме Никола што заспа, меѓутоа преубаво кебе од стружанка. Многу лесен, фин, пријатен материјал. Сега, како од кебенце, од стружанка, со многу ниска цена, да направите модно парче или моден додаток, а да изгледа добро. Јас го здиплив на пола. Ќе го здиплам уште еднаш. Сега, ќе го отворам и сега ќе видите што ќе направам, само треба да се качам горе, пошто ова е джин, голема, видите колкава е, драги гледачи. Само секунда. Еве ме. И направивме на кека едно пончо. Место Никола да се тиска у кебето тамо и да спие, кека ќе си се наметне, ќе биде убавко, ќе биде топличко. Имате совршена, повторно елегантна комбинација, која што не се гледа дека е кебе, изгледа буквално како пончо. Можете да ја комбинирате со патики, а можете да ја комбинирате исто така и со високи подпетици. Тоа е више прашање на ваш избор. Се гледаме во наредното издание на Плакарот на Кека. Сега сме у делот Прашајте го Сергеј или Q&A со мене. Да видиме што пораки сте ми пратиле, дали видео пораки сте ми пратиле, дали сте ми пратиле текстуални пораки на мојот профил или на профилот на Сергеј Reinvented, секако. Објавени се со ваша дозвола. Ајде да видиме што имаме овдека. Сергеј, дали се уште стоиш на ставот за бисер, сјај, хулахупки или може да почнеме да ги купуваме? Да. Уште стојам на ставот за бисер, сјај, хулахупки, да сметам дека е нешто најгрозно што излегло на пазарот. Заради тоа што, без разлика колку килограми имате. Дали сте ко Анджелина, дали сте ко Дженифер, дали сте ко Ешли Грам или како Ким Кардашијан. Нозете у бисер, сјај, хула, хопки изгледаат како салами. Нема пострашно нешто. Бисер, сјај, хула, хопки треба се забранат. Било која продавачка, мајка, тетка, вујна, ако ве убедува да ги купите истите, те кажете дека нема појма и никогаш да не купувате бисер, сјај, хула, хопки. Сите нозе ги деформираат. Мат, да, бисер, сјај, јок. Следно прашање. Джени бе. Никола! Леле, овој па заспа. Па ме прашуваат колку често имам секс. Зашто? Кого го интересира? Од фейк профил ли? Приватно прашање, нема потреба. Дали имаш нешто против луѓето со повеќе килограми? Не, немам ништо против луѓето со повеќе килограми, нити имам нешто против со тие со помалку, нити со ваков или таков тип на изглед или body shape или како и да е. Имам проблем со луѓето што имаат повеќе или помалку или колку и да е килограми, а се несоодветно нафукани и настегани. Имам проблем со визуелниот изглед заради тоа што не е соодветен на соодветна килажа или стил или лајфстайл. Ако вие немате проблем со вашите кила, ја немам проблем со моите. Така да тоа би било тоа. Следно прашање, што правиш прво кога ќе се разбудиш?
Не ќе да ме видите кога се разбудам прво. Прво ќутам, седам као намќор. Едно 40 минути, брковите ми се на земја, дрпнати као сом устрак. Не сакам никого да видам, сите ги мразам. Не ќам да зборам по телефон, не ќам да ми звони телефон, сакам да си почутам малку, пијам кафе, имам лоша навика, ќе испушам едно 100 цигари и после некој саат време ми се активира мозокот и почнува денот. Следно прашање, многу се радувам на новата емисија, супер, не е прашање, него е констатација и ќе го искористам ова да се заблагодарам. Многу ми е драго што ве забавувам после толку време и што ви е целиот овој контент интересен. Во рубриката Прашај го Сергеј за денеска толку. Слободно ќе повторам. Пишувајте поруки, праќајте видео пораки, што и да ви интересира, што јас ќе одговорам, тоа е мој избор. Поздрав! Тоа би било се за денешното издание. Се гледаме за 7 дена. Сето она што ви интересира, што сакате да го гледате, коментарите, критиките, што ви е интересно, предлози, критики на ваши фотографии, кај мене во инбокс или на профилот на Сергеј Reinvented. И се следете обавезно. Чао!